копирање на одредниците на македонската верзија на Википедија. И при тоа немаше да постои оној проблем во поглед на тоа дека оману, како некоја врвно тело од областа на културата, уметноста и науките, е тоа кое што е единствено релевантно и единствено способно да ги донесува одлуките за целата македонска јавност. Доколку тоа се спроведеше на еден по-демократски, по-хоризонтален принцип кој што е во дослуг со природата на новите медиуми, мислам дека резултатот ќе беше многу по-добар и по-прифатлив за сите нас. Тоа е што сакам да дополнам, што заборев. Јас би сакал малку да интервенирам тука во оваа смисла. Постојат 10 главни карактеристики на дигиталноста, од кои две се замени суштински, тоа е контролабилноста и менливоста. Значи, и непостојаноста на дигиталниот запис. Колегите што се тука присутни знаат дека јас, например, се уште не признавам интернет референции во семинарските работи. Колку од тие причи. Апропо верзијата на македонската енциклопедија во некоја форма на Википедија, не речеме, Летово, а тоа секој му се тутува предпоставам, Летово пребарува малку за Григор Прличев и има 3 верзии, англиска, бугарска и македонска. Бидејќи не знам грчки јазик, дури не ни помислив да проверам што грчките, како се вика тоа, аплоудери, тие што аплоудираат, не аплаудираат, туку аплоудираат. Што пишували, сега знаете, ако ги читате сите тие верзии, добивате 3 различни верзии за Григор Прличев. И тогаш главниот проблем е, на која верзија да ја верувам. Ја прифаќам демократизацијата. Прифаќам дека секоја култура ќе си направи своја верзија на историјата, книжевноста, важност на Григор Прличев. Меѓутоа, на мене, во рамките на вредносниот систем, ако се уште постои, а очино дека не постои веќе, тогаш јас останувам збунет пред тоа која Википедија да ја цитирам. Денес зборуваме за оваа друга компонента на менливоста. Се случи исто така во известна смисла ова со МПМ и архивата на дневните вестници, која мислам дека веќе не е достапна. Или ако е достапна уште некој време, Сезор, во која смисла? Сезор постојат на сервер, сите тие информации ќе бидат таму. Кој се исклучи серверот, тие веќе не постојат. Така што, главно, тоа што ја засега сега културата, тоа е втората тема која ќе разговараме, дигиталноста не води кон навистина еден живот сега и тука, што би рекли старите луѓе. А животот сега и тука, станува бесмислен во една смисла во која работите што ги правиме, бидејќи ги правиме за да добијат некоја смисла, од таа смисла произлегува некој значење, а тоа значење на крајна цел, да се создаде некоја вредност. Како инаку ќе се разбере? Тука е мојата главна забелешка во таа преголема демократизација, таа преслободен сега пристап до платформите на кои сите го искажуваме своето мислење, но ние на крај сме избунети. Кому да му веруваме? Може би е рано да се зборува за тоа. Може би искуствата со дигиталните платформи, односно овие социјални мрежи, тоа е убава забелешка, јас се искуштив, благодарам за обвинувањето, на гласувањето на социјалните мрежи се еден специфичен феномен на дигиталноста. И тоа дека ние повторно некако на крај пак ќе се вратиме по некој стабилен, не флуиден или гасовит, гасовите некоја структура флуидна, менлива, променлива, туку по некоја стабилна. Бидејќи не гледам како поинаку ќе се разбереме. И тука е целата поента сега. Заради тоа што дигиталноста во моја, не би сакал да звучам на конспираси теории и така натаму, контролабилноста
не е само во смисла, нели, еве сега прислушувани разговори, па сега локација на мобилни телефони, на компјутери, нели, сега телефон ме прашува дали ќе дозволите да се лоцира уредот, нели, што е еден од можните методи за контрола, во смисла на, нели, на surveillance, на надгледување, туку воопшто најновиот феномен кој се случува на сервирање на, значи на сервирање на информации кои произлегуваат од алгоритми